Доживотен затвор за четворицата обвинети. Побара обвинителката Ана Стојковик Димитровска во завршните зборови на денешното рочиште за убиствата на Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски. Според обвинителството, не постојат улеснителни околности за свирепи убиства извршени со умисла, а за семејствата на жртвите ниту една казна не би била доволна за да се надомести она што го загубила. Судот треба внимателно да ги земе в предвид и начинот на спроведување на делата и нивната непоколебливост во намерата. Сите се на зрела возраст, сите се дел од семејна заедница. Наместо да го искористат ваквото животно искуство за мудрост, тие посегнуваат по тоа што му е најсвето на секој човек. Дополнително ги травматизираат и фамилијата и јавноста со нивните негирања на доказите и со манипулациите. Затоа обвинителството бара сите четворица да бидат прогласени за виновни и да им се одреди казна до животен затвор, кажа обвинителката во завршниот збор. Таткото на Вања, Александар Ѓурчевски, останува меѓу обвинетите, зашто според обвинителството тој е вмешан во планот на грабнувањето на својата ќерка. За него од судот беше побарана соодветна казна. Бранителот на Ѓурчевски Владимир Туфекџик завршниот збор на обвинителството го оцени како контрадикторен. Нема никаков доказ за било каква вмешаност и инволвираност на Александар, немаат ниту било каков доказ за некаква конекција и комуникација со Љупчо Палевски, како што стои во описот на обвинителниот акт. Напротив, завршниот збор на обвинителството го оценам како контрадикторен. Иако не беше присутна во судницата, со емотивно писмо кое делумно беше прочитано на рочиштето, се огласи и мајката на Вања Зорица Ѓурчевска. Судот сепак не дозволи писмото да се прочита во целост, со образложение дека содржината не соодветствува со тоа што оштетените треба да го изнесат. За жал, еден факт останува непобитен. Вања ја нема. Ја киднапирале и ја однеле. Ја убиле безмилосно на најбрутален начин детето мое. Ниту еден родител не смее да го доживее тоа што јас го доживеав. Да го испрати детето во училиште и по една недела да го најде во мртовечки сандак. Вања не е само бројна жртва. Вања беше живот, со очи, со глас, со планови. Стои меѓу другото во писмото на Зорица Ѓурчевска. Правните застапници и членовите на оштетените семејства на Вања и Панче се изјаснија дека во целост ги прифаќаат завршните зборови на јавното обвинителство, барајќи оштета за нанесена нематеријална штета. Следните рочишта се закажани за 18 и 20 јуни, кога ќе започнат завршните зборови на обвинетите Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Александар Ѓурчевски.